Som malečka, mizerna plata, na petkata krene v palata, na decada keflija taka, im kupiv što duša im saka. Zar džabe su zverkana sila, im kupiv postanče i vila, mi vrne i nema da sekne, si kupuvam što ke mi tekne. Pa nema mi vlečki, no menuvam mečki, pijam so bliski, najdobar viski. Vo salon harmoniji, vo salon harmoniji, dal Gospod ima me se, so plata, pa zašto ne? Pa nemam ni vlečki, no menuvam mečki, pijam so bliski, najdobar viski. Vo salon harmoniji, vo salon harmoniji, dal Gospod ima me se, so plata pa zašto ne? I taka do se koja zora, ipak da se razbudam mora, i od novog gol pomoda, gol pištol i gola voda. Здравко, знаеш, що е пубертет? Що?
Ова зелена жаба ќе стане крастава. А знаеш што е љубов? Финта на жаба студент да не плати за секс. Богдане, ме слушаш? Не, Разбуди се. не можам. Имам нешто важно да ти кажам. Со години ништо важно не се ми кажа. Сега најде едва заспах. Заспав во секунда како топ. Ги испив си тапчи. Слушам некакви шумови од кај салонов. И само за тоа ме будиш, Љубо? Ма нешто чудно се случува. Здравко почнал да учи. Има уште еден глас. Женски. Не сум сигурна. Да проверим. Не, никако. Стој тука. Немој да ги прекинуваш, нека вежбаат децата. А ние? Што ќе правиме ние? Љуба, не го разбирам прашањето. Мораме ли да ја продадеме опремата и да го издадеме салонов? Да. А како ќе го исплатиме мајсторот? Во денарска противвредност. А после како ќе живееме? Размислувам, Љубо. Како? Тешко. Ако добиеме добра цена за квадрат, па и да го шитне, да му се снеде. Ако го издадеме, види, Љубо, знаеш што мислам, Љубо, $3,501, $3,502, $3,503, $3,504, $3,505. Ќе ми најдеш уште гратиси за диско? Кој те пушта тебе од диско? Татко ми ме пушта. Мајка ти не те пушти. Со тебе, додам ќе ме пушти. Види ги прави, види, 500 кец оригинал, бе. Јас не одам у диско. А да ме носиш во недела на джуниор, треба да се најдам со една риба. Ќе дојде сутра по 4. Супер. Да, што не си одиш ти со татко ти, а? Срамота е, он е женет. Ти со татко ти си одел во диско? Добро, еве, зашто не си ја носиш, например, во кино да ја носиш? Никој не иде во кино. Па на Тулумби носи. Кој јаде тулумби? А пица? А? Пошидички да однесам во диско. Абе, уште некоја година ќе знаеш точно кај да ја носиш, ај? До тогаш ќе се фати со друг за озбилно. Ау! Види. До тогаш ти ќе си најдеш друга. А знае ли она за овие работи, а? Ги сонував мама и тато во диско. Оде ли они во диско? Ти утре у школа си? Ој! Не те фатам! И види, Чичко Панеот пак брка некого. Чичко Панеот се бори против организиран криминал. Што не се бори против тебе, поспоро трчаш од овој. Што бе против мене ќе се борел? Јас сум чесен човек. Овде што го шверцуваш? Види, ова
Ова овде, јас не го шверцувам, ама ова овде, јас го шверцувам тоа во Турска. Овде што го шверцувам. Браточетка и на девојчева е прва лига, а и нема дечко. Што сега ти мене стројни ќе ми видиш, женски ќе ми наоѓаш, а, мочко еден? Па по-добро и јас, зашто ако те фатат тетка Грозда и баба, ги слушна вчера нешто како зборат. У кој дискови сакаш да одиме? Јес! Ей, Здравко, знаеш што е тоа оргазм? Што? Знаеш што е тоа оргазм? Оргазам? Знам, мислам, оргазам е... Види се, јас сега тебе тоа да ти го објаснам, ти нема да го капираш, разбираш? Може ќе го капирам. Оргазам е кога еден организам, не, двајца организми се машко и женско и... Абе, ти имаш мајка и татко, кажи ми, кажи ми дали ти имаш мајка и татко, а? Абе, врска немаш. Оргазм ти е кога две крастави жаби ќе поцрвенат. Уш. Си бе, војник. Здравко, заборави дека сум ти родител, да поразговараме како мажи. Што правиш ти во доцните вечерни часови во овој прекрасен дом? Зошто прекрасен? Се зборува низ куќава дека шиеш, вистина е. Кој ви кажал? Македонскиот новинар никогаш не го открива изворот на известувањата. Но ако сакаш толку да знаеш, Стаменчо. Издајцо! Ме мача! Точно е, го мачевме, му дадовме една огромна пица, Кока-кола и не издржа. Мислев дека еден Вујко вреди повеќе. Бара фрулери, ама не се согласија. Здравко, што правиме со шиењето? Зошто што има лошо во тоа? Се, ај обеткиве, разбирам. Ама маш си бе, оди в кафеана, степај се, скрши чаша, направи фајрон, дискутирај за политика, помини на црвенове. Оди, измија ладата и исполира ја на водно. Еве го огласот, еве го германска издржливост, македонска гостопримливост, италијански дизајн, козметика во полн сјај, уште и 3 бироа коси и фармерки пери носи. Каков ти е овој оглас, бе, Здравко? Постмодернистички. Ајде, наместо да гледаш емисија од култура, подобро би било да прошеташ со фармерките по пазарчињата, знаеш? Ти би било подобро да прошеташ пред владата. Може ќе ти дадат некој ресор. Знаеш дека само уште ти не си била министер? Знае ли некој кој е тој човек, зошто дава толку пари, зошто сака да го земе салонов под наем? Што сака нека прави, само нека ги донесе парите. Ке отварал музеј за неговото семејство. Што? Што ќе отвора? Музеј. Музеј? Па кај го најдовте тој? Мато? Кај го најдовте? На ова место имале куќа во која што биле родени 5 генерации. Ние кога дојдовме овде немаше ништо. Па сега куќата ја срушил земјотресот, фамилијата во политичка емиграција и тоа. Чекај бе, Мацо, бе, ти знаеш ли ние колку бавчи, колку ниви дадовме, па не се буневме? Не се буни ни тој си плаќа кирија. Еднаш ако влезе, оди после избркај го. Мамо, се е правно регулирано, се. И криминалот е правно регулиран на државно ниво. Без паника. Уживајте, седете, јас ке отворам. Здравко, немој да се... Салон Хармони, повелете. Ој, Мајстор Гиле, кај беше? нигде, надвор.
Проверуju има ли струја. И? Има. Ако звучи ова гордо. И до кај е работата? Работата до нигде. Зашто? Овдека имам работу цел месец, ама ќе гледам да го завршу за денеска, за да не ви трпи бизнис. Не мора, мајстор Гиле, и така ќе го продаваме салонот, не мора. Чекай. Зашто не пријавите бе овакви работи? Да не сакаш да го купуваш, мајстор Гиле? О, још сме и несериозни, а? Ајде, молу ви се, туја толку фирме остави ради вас. Гиле. Овдека, ајде, оставиме, молите. Младост ми пропадна овдека, налети и работа и паре, да му се сега. Шега беше. И зашто никој не се смее? Па затоа што народот ја изгуби смислата за хумор. Остави народ, остави политику, остави политику. Да направиме едно мезе. Мезе? Цк, пршут, малку шумка. Може. Кашка ода. Љубо, мезе за мајстор Гиле, а? Тенко вака исечено. Газда. Тие мезените, а? Овој ноќ Кажи. санувагао е ваше бојлерче. Сануи га, тики едно време, направи ми се како крстозбор. И почна да го решавам. Цело време до Сабајле решавај. За кого гласаше? Новија избори? На било кој. Новија избори гласа за овие. За кој? Па не. Слободно кажи. Не ме фаќај за збор, баш пошто... Нема проблем. Само кажи за кого. За кого? Можу приближно да ти кажам, пошто... Многу партии. Они, кад почнава да менја вимиња, да се менја шарав како ороспие с очи, да ти кажам. А гласа за... За? Овие... За кој? Звони. Што звони? Некој звони. Па звони, де. Звони. Само Харо. А те, види, опремата ќе ја продајме, а просторијеве ќе ги издајме и така. Абе, Ќе тераме. Абе, големи проблеми имаме со зетот. Абе, не ми кажеш бе за него. Вика, и тебе ти е сестра. Ај, кажи ми, што имаш ти превземено во однос на тоа? Се нервира. Малку е. Треба да превземиш по-конкретни работи. Абе, пате, ти се сеќаваш кога требаше Цеце да ја земи за жена, превзе до голема тепачка, па после требаше да одложиме свадбата заради гипсо. Да, Рома, бргу ти помина коската. Да, бе, па дури седне и ми се потпише на гипсо. Виде? Абе, зет, ама ќе ме клај во белја. Ќе го лежам. Нешто да иде со тебе на малесак, зет ли ви? Еве, зет, камо среќа да речев дека не е, ама зет ни е. Куде га најде себе? На пато. Едно убаво утро, сонце, си тргнавме ние од градот на конзулите од Битола за прилеп. Аму? Наполој напад ни се дупна гумата. Од Фордо. Ескордот. И излевав надвор. Ја отворив каубата, нема резервна. Јас разбирам крадење, ама резервната да ти украдат. И застанавме да стопираме. Морешо народ македонски се претера. Како еден не застана да ни даде резервна, да ни поможи. Не, и си тргнавме пешки. Ојме, пешки по асфалтот. Абе, изгоревме, пешки. Бате, бе, скрати го тоа и мојме, бе, скрати. Добро, не е интересно, ќе го скратим, мореш убати ракијата мевлем, кој јас да сум ја правил. Абе, бате, па ти ми ја дој се, бе. Не ли ти реков, ја да знаеш, И после, што би да после? Ни стана зет. Абе, знаев јас дека нешто му фали. Од толку народ тој се најде да ни дај резервно гума. Фараон. Ќе мора, бате, нешто да направиме со него. Ќе мора. Со схебло. Пробалели сте схебло.
и на бајачка го однесовме. И то кај оние што имат наднаравне мочија. Кажи му, бате. Ништо. Тешка болест е таа. Што ли е болам, бе, мајко? Пепи, многу сакаш да гледаш во жени, претеруваш. Абе, не сакам јас, организмот ми бара. Во животот има и други работи. Од телевизија ми се лоши. Весници гледам, само да завиткувам нешто во нив. Сад не носам од принципа, кога ќе видам некоја банка или штедилница ми се повраќа, да ти кажам. Некој хоби имаш? Имав дурбина, ма ми го запленија. А убаво си седев на балкон и си гледав пейсажи. Пролет. Женички простираат алишта, корнат плевел набавча. Се качуваат по скали и си местат завеси. Руски дурбин. Сите ти се лутат, Пепи. Мораш да се соочиш со стварност. Нека се лутат, бе, сум се соочил. И? Стварноста е за никаде, Не што? мораш да го решиш тоа никако, разбираш? Сум го решил. Како? Ќе отворам козметички салон за жени. Ти си непоправлив. Зошто? Ќе бидам козметичар. И јам. Немој се лидио. После рацете од кошула ќе ги избришеш. Бате, ми текна гениална идеја. Абе, ќе кажи се, ми текна гениална идеја и што? Многу просто. Ќе му отвориме козметички салон на Зето. Ќе го реконструираме. Каде, Менде? Ќе тргнеме од ресорот, кај таму книговодител во Пелистерка, И? ќе оклајме во ресор, козметичар во салон. И? Шо и бе? Е. Поцелен киш лапка, со помади, со креми, бадилџивките, ки куби во нозете. Не оди тоа. Погоре, подол. Ако не му се смачат тогаш жени, алал нека ме. На Пепи. Пепи. Абе. Абе. Што мислите за идеја? Јас мислам поедноставно е да се разведе. И многу силна ти беше. Многу силна ти беше идејата. Чекај бе, бате, јас да те прашам тебе. Кој ќе го реконструира? Јас и ти. Цеца не подржува, апсолутно. Што бе не поддржува Цеца средства? Мешови тие. Јас ќе дам дел од фурната, ти ќе инвестираш во опрема, во обука, во тие работи. Бате, јас не сум солвентен за нови инвестициони Што не си? запати, бе. Не сум солвентен. Менде Немам нема, пари. нема пари. Пари немам. Нема. Абе, ајде, кој работи денес со кеш пари. Едно чудо пруги, гасоводи, нафтоводи се изградија на Жито и мајка, ми тој не правиме се пруги, стегнал за гасоводи. едно салонче. Бе, се стегнал, не оди. Не оди И салон. така ќе го продаваме салонот сеш. Оти. Оти нема муштери. Ако нема у Скопје госпожи, убитола е чичка. Аман бе? Никој не штеди поќе. Сите се фрлија на кај си беше. Хај бе, не играм. Станче, бе, оди исклучи Оди, го тоа оди, Ој бе, компјутер. Абе, исклучи. не е компјутерот, а исклучен. Абе, ова е, бе, ова е. Ова е. Опа, меде. И ти ваква пепеле, деде, Ама зато не ти оди работата тебе. Прв си во битола што имаш ваква? Некој прв бе. А кој? Колку имате, знаеш тие. И? Модерна онаква комуникација. Ама. Ајде, ојдов и Абе, Менде, да останеше на ручек. Каков ручек, бе, бизнисот не трпи никако. Ајде, со здрави останете. Морам да... Фала. Многу поздрав, Менде, дома. Ајде, тука. Фала многу. Речи му на Пепи да ме чека на железничка станица. Поздрави се. Юнак. Ајде, поздрави дома сите. Ајде, се здрави, среќен пат. Ајде, ќе се видиме. Ајде, Ајде се најдеме. Што? Здравко, мрдни бе, Здравко, не си сега стара, Здравко, знаеш од кога, ајде, ќе отворим. Ајде, дај. Здраво живо на сите! Кај си бе, синко мој тати бе? Да ве запознам, ова е мојата нова секретарка Рашела. Добар ден. Добар ден. Богдан. Драго ми е, Рашела.
Браво, бе, мали, браво. Што е, бе, Гиле? И до секретарку си го добре, браво. Многу е смешен. Абе, овие од провинција се нешто се бунат, се нешто не им е јасно. Бе, види, Гиле, бе, да ти обясни Фиданчо нешто. Мојата фирма Виданчо Комерц, знаеш бе, што е фирма во Подем? Баш денеска пазарив еден бодигард. Што? Лично обезбедување. Така. Да, во почетокот нешто се бунеше за некој цирка 1000 марки. Му велам, немој да се буниш, еве во неделите не треба да работиш. Ами вика, немој така, господине Финанчо. И во неделите тепат. Па има право. 1000 марки. Па што се 1000 марки, бе? Дедо ме, стаđаш ли? Ме убеди со 2 збора. Еве го вработив и во неделите, така ли е? Татко, каде е тој се? Каде си го пуштив малку низ град да вежба, да тепа, знаеш, 2 месеца човекот ништо не работел, да влезе во форма, синко. Како изгледа? Како изгледа? Рамбо 3, али без коса. Господице Рашаела, што ќе се напиете? Рашела? Рашела. Што ќе се напиете? Не пијам кога сум на работа. Ви имате работно искуство? Имам. 2 пати бев мажена. Деца, дали имате деца? Немам време за такви работи. Љубо, па се прашува ли чупет од такви работи? Цичко Менде? Не е тука, маца отиде, имаше работа. Рашела, запознај се со мојата сопруга Марија. Бивша. Во процедура. Добро се држи за своји години. Тато, денеска Пепи е нов човек спремен да се соочи со стварноста. Пепи. Навистина. Би сакала да дојдам до кај вас за еден психолошки разговор. Во вашиот случај ветеринар ќе заврши работа. Шеф е болен, ја ово не могу дозволити. Чекај, Рашела, знам јас. Знам да како е на јазик или она, не мисли се. Браво, не мисли сериозно. Она не може ба Шали се, шали. Немој сега да ме стидиш тука, ме стидиш. Те молам, врати се, ајде. Не ми јасно, како смеел? Врати се кутилалам, ајде. Сине, ајде, прошете малку, почести се малце со другарчињата, ајде. Ајде. Немој да земеш, Стаменчо. Ајде, земи се. Стаменчо, немој да земеш, татко ти има вонредни трошоци. Јас честно си ја заработувам својата плата. Господјо драга. Се гледа, драга госпогице. Маца, немој така. Што, Маца, што, Маца? Немој така, гледаш дека господицата Рафаела му е... Рашела. Да, Рашела му е лична секретарка на Фиданчо. А ова е едно мало недоразбирање, а тоа многу лесно може да се... Богдане, Да. дали ќе бидете љубесен да дојдете малку со мене в кујна? Кој изјад треба поправам нешто. Марија, Мацо, ако немаш ништо против, почекај малце, Рашела, те молам. Имам едно пријатно изненадување што се вели за тебе. Фала. Повели, Марија. Што е ова? Тоа е уплатница за твоите постдипломски студии по психологија. Зошто? Зашто? Тоа е така еден мал гест на добра волја од моја страна према тебе. Хвала, Болон. Да. Здравко, Димитра, Здравко, сакам да те прашам, почекај ме те мола малце, Рашела. Здравко, дојди малце да те прашам нешто во врска со... Рашелче, ако некогаш наминуваш во градот на банките и штедилниците, подхитно да ми се јавиш. Нашата идна фирма плаче за нови кадри. Само ти појави се и... Пепи, ај не претерувај. Од вакви како него кадровската политика во Македонија е катастрофа. Ајде, те молам. Ајде, дај се. Рашелче, седни малце, одмори се, јас да го завршам муабето со Здравко. Здравко, дојди. Панајот тука е? Абе, се нешто гледам, некој ми фали тоа панајот, да ти Никаде го нема. Вчера го видов. Ја, каде? Си го местеше фризурчето на еден ретровизор од кола. По сол го пратив, сол се стори. Во градот на конзулите, во Битола. Отиде човеко по цигари и не се врати 20 години. Кој тоа?
Менде. Менде. А бе, добро, бе, има ли во таа битола некој што не се вика Менде? Има. Кој бе? Силја. Види, Фиданчо, тоа што ти е Јанес во Словенија, Ханс во Германија, тоа ти е Менде во битола, разбираш? Има логика, има. Госпожа, а заедно со Сдружени сили да го бараме вашиот супруг? Нека не треба, тој сам ке се врати. А да бараме додека се врати? Полесно ми е сама да си купам сол. Го нема ни оној музејски работник. Нема проблем. Фиданчо Комерц мисли на вас, ви најдов муштерија за опремата. А нема потреба. Уште ни фармерките не сме ги продале. Човекот плаќа во кеш, бе. Сакав пријатно да ви изненадам. Па што не кажеш, бе, кога ќе дојде човекот, а? Еве сега да видам. Рашела, дај те молам подсетникот да видиме. Пепи, гледај си работата моја. Што вика? Сабота во 8 часот на Кванташки Со Скендер, да? Во 10 на Бит пазар со... Знам со Борен, добро. Во 12 во Стопанска комора Со председател, добро. Дај види понатово. Еве го. Еве, опрема за козметика. Кажи кога? Сега треба да дојдеш. Сега. Ете. Фиданчо, Што си ваков, бе, Панајот? не те познам. Јас тебе не те Што ти е, бе? Се наведнав на една кола да си го наместам фризурче, да се фатив за ретровизорот, го коригира да ме фати цел. Ко нешто црно, вака директно око. Од друга страна уште од црно, звезди. Солта кај ти? Звезди. Божици ми тука си. Со солта ја фрлив, полесно трчам без сол. Не, Панајоте, ти тече крв. Ја, се познам многу. Се познала? Шеската е, види се, сви мислам дека ухото ко да ми е откачено. Има тука нешто. Немаш ништо, не ти откача. Нема крв. Нема. Зашто бе толку Фиданчо се исплаши? Не може да ме познае. Господине, вие пред малку рчкавте по еден ретровизор. Кој рчкав? Јас сум мрчкал, не сум мрчкал. Да бе Фиданчо му кажу, јас се наведна вака на едно ретровизорче од кола тамо, фризурчето да си го Ајде, ти тоа на друг да му го кажеш. Ве цркотува на контра. Пред некој ден, еден исто така као тебе си поправа фризурче на ретровизор, кога унерала на автопазар го гледам продава ретровизори. Немој. Тој прода, јас по сол тргнав, по сол кажи. Зелка стававме, не викам, купи сол. Враќајат само послуга без фризура. Сега друго е со фризурче, кој човек така... На која коса, бе, на која коса, мене ли си нашол да ме мафташ, а? Зашто се име да... Ајде, вади лична карта. Како да вади, извади на Дај. А да ти дадам ли? Како сте, госпожа Марија? Зошто? Да не сум осомничена? Не сте сега за сега. Лелечичко Панајот. Што Леле, многу се познал? Не. Малку. Многу се познал, ништо не. Така почнува организиран криминал. Како Денес брисачи, утре ретровизор, задутре бело роблje, калашников. Не ти важи личнава карта. Ма нема, да не важи. Пред 3 месеца имади ганцнова е плава. Не личиш на сликава. Како не ли ништо му се ја? Не. Исти бех на ретровизор, се гледа пред 5 минути, пред Не знам ја таа работа. Ајде ти у станица, па со командирот тоа да се објасни. Да, нема проблем, само се поздрав. Оди, не прави проблем. Некој оглас за фармерчиња прочитав. Од кај е робата? Само не прави проблем. Јас го познам овој. Од Тексас на консигнација. Такви барам. Ај спакуј ми едно, 2-3 пара. 504, 505, овие 501 мали ми се. 3 пара. 3 пара. Ќе се вратам да ги земам. 10 пара. Ајде. Слушај, Злате, полицајцот со мустачен пред грчки конзулат стоеше. Злате у пензија. Кога го пензионе, млад човек одвеже. Може на одложено плаќање? Може, јас ја гарантирам, јас за одложено. Ајде сега. Ајде сега, кај сега, че? Тока, кој? Станица со командир. Перо, го знаеш, кај Перо? Да, кај Перо, сега у станица, кај полицајцот. Божи се, ако не се вратам, вика полиција.
Ušteden golem uspeh na našата полиција. Фатен е дрзок обивач на луксузни автомобили. Во корис на истрагата името и презимето се држат во тајност, но полицијата најавува пресконференција во наредните денови, каде ќе бидат изнесени сите детали. Инаку во последно време многу често така наречениот организиран криминал се користи во партиски цели, како политички маркетинг. Зошто опозицијата... Па барем човекот на телевизија излезе. Да. Политички маркетинг. Па најот и политички маркетинг. Сега читай ни на глас. Ова е козметички оддел. Да, ево овде, ова е столот. фотелата. Што е кожна е многу удобна, е подвижна, се дига, се спушта. Ова ви е дел каде што имаме козметика, пешки. Да, имаме и дерматоскоп имаме, да. Ова е бирото, мамо. Бирото е во за боја. Да, имаме и паравани. Параваните се подвижни, може да се приспособува од овој дел е за секретарка, имаме фотелја, имаме овој дел кој што е за пациентите кои ќе дојдат да почекаат. Разбирате, не? Повелете, господине, повелете од дневната. Ова е за вас. Благодарам. Пријатно. Повелете, господине. Пријатно. Повелете. Човекот не речен избор. Мрази зборови. Важно капар даде. Да. Кога ќе подигнеме опремата, тогаш ќе истори целата сума. Таму има мртов човек. Заспае се. А да си отвориме библиотека. Тишина е. Никој не доаѓа. Не мора ни книги да имаме. Ќе доаѓа овој човекот со парите или улaz да дадеме? Ќе дојде. Ќе чекаме. Цел живот чекаме. Не мора некој промет да правиме, ма барем и порез нема да плаќаме. Имам уште неколку идеи. За која? За која? Ај направи ни една услуга. Што? Немој да ни ги кажуваш новите идеи. Добро. Кажи. Може да отвориме флеперница, тоа најмногу се цени. Ало, ти од кога си на училиште? Од прва деление. До сега требаше да дојде. Да. Море чутете? Арно го исплативме, мајстор Гиле. Добар ден, Грозда. Грозда. Баш се чудиме што те нема. Леле, љубо сестро, многу сум зафатена. Извинете што задоцнив. Многу убаво изгледаш. Убаво, а? Да. Епа, денес се разведував. Сакам да ме останам во сеќавање по бајна и по елеганција. Пак се разведуваш, тетка Грозда? Пак, сине, пак. Ох, формалности околу разводот. Боже. Леле, што семинари, што конгреси испуштив. Ами, ние имаме семинари и конгреси. Да. Та која тема? Како да преживееме до први. Бог да. Чекаме еден човек за салонот. Да. А кој човек? Го знаеш, оној што ни нудеше многу пари, се сеќаваш. Па, сестро, затоа и дојдов.
Да ви кажам дека човекот нема да дојде. Зошто? Го апсија. Зошто го апсиле? Овој пат не се знае. Значи не му е прв пат, а? Не. Ако го апчиле за нешто крупно, ќе го пуштат. Нема проблем. Што ќе правиме сега? Кажат наоѓаме. Капарот од опремата го потрошивме. Од ова полошо не можеше да не снајде. Некој звони. Не се секирајте, јас ќе станам. Каква ни е ситуацијата, сигурно е инкасант. Доставе. Повелете? Добро вечер. Добра вечер, повелете. Веднаш ќе викна Марија. Тука ли е Здравко?